Техничка влада во февруари или март, предвремени избори во мај или јуни. Првиот човек на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски бара власта да го прифати предлогот за ново изборно соочување за излез од севкупната криза во која се наоѓа државата. Откако повторно извисивме за Европската Унија, испаруваат и последните причини власта секојдневно да се кити со епитети дека биле дел од власт само за европската перспектива на државата, вели Мицковски. Во февруари или март да се формира техничка влада, а во мај-јуни да имаме предвремени парламентарни избори и народот да одлучи за единината на Македонија. Во Македонија е потребен нов импулс, нова сила за реформи, една заедничка платформа, обединување околу нов договор со народот и заедничкиот патриотизам за работите кои му се важни на народот, а кои совршено јасно е дека ова власт не може и нема да ги донесе. А откако Артан Груби во јавноста изнесе информација дека ВМРО ДПМН се согласила од техничка влада да ја води албанец, односно се согласуваат за албанец премиер, Мицковски денеска им понуди на владините коалиционери Африм Гаши, а не Димитар Ковачевски, да биде предлогот бидејќи како што вели, влегол со амбицијата дека ќе најде решение за политичката и енергетската криза, па сега има шансата да го докаже тоа. Бидејќи Пендаровски бара 61 подпис, да застанеме со 61 подпис позади името на Африм Гаши и Африм Гаши наместо Димитар Ковачевски да биде идниот мандатар, бидејќи велеше дека единствена причина за која што ја поддржува оваа влада е да не го кочи евроатлантскиот процес, кој што гледаме дека е закочен, па потоа си најде нова причина, а тоа да ги реши економската и енергетската криза, еве му и на него можност да се размавне како мандатар. Очекувам дека да речеме и албанската опозиција ќе го предложи, односно ќе го поддржи овој предлог. И очекувам дека и Али Ахмети и Дуи ќе го предложат и ќе го поддржат Африм Гаши наместо Димитар Ковачевски за иден мандатар на владата на Македонија. А по секојдневните барања на опозицијата за вонредни избори, председателот на државата Стево Пендаровски пак бара 61 пратеник за таквата иницијатива да помина. Мојата проценка е дека многу тешко ќе се дојде до 61 глас во парламентот за да се само распушти и да се оди на предварени избори. И да се оди на избори, затоа што, знаете, ако се реши, ако има 61, ќе одиме на избори, се разбира. Таа демократски донесена одлука треба да се почитува без остаток. Меѓутоа, факт е дека имавме 5-6 изборни циклуси во 7-8 години наназад, плюс референдумот, и факт е дека на држава и недостасува еден период без избори во кој треба да видиме што новите луѓе во владата, во новата влада после нова година можат да придонесат. Од опозицијата се decени дека предлогот на премиерот во заминување Зоран Заев, Димитар Ковачевски да ја води владата е нелегитимен. Без изборно соочување, велат Ковачевски нема легитимитет да одлучува за прашањата со кои е соочена државата, бидејќи не ја добил довербата од граѓаните на ниту едни избори.